Третиот проект е наменет за студентите сместени во студентските домови. А тоа е проектот за изградба на перални и сушални во државните студентски домови. Низ нашата комуникација со студентите се судрихме со овој значаен проблем, кој ни беше посочен од нивна страна и кој можеби и целокупната јавност, кој што можеби за целокупната јавност не е толку приоритетен. Но, за над 6500 студенти присутни во домовите, значи проблем за нивно функционирање, но и финансиски товар за нивните буџети. ВМРО-ДПМН е во насока на задоволување на потребите на студентите, сместени во студентските домови во Република Македонија и воедно зголемување на студентскиот стандард, следејќи ги најновите позитивни искуства, применувани во студентските домови во повеќе европски држави, се реши да ги опреми со нови перални и сушални сите 10 постоечки студентски домови во Република Македонија. И тоа 5 државни студентски домови во Скопје, државниот студентски дом во Битола, во Охрид, во Штип, во Прилеп и во Пробиштип. Вкупно, за сите државни студентски домови се предвидени 50 машини за перење и 50 машини за сушење, распоредени во зависност од бројот на студентите во секој од нив. Со ова, ќе се надмине еден реален и долгогодишен проблем на студентите, сместени во државните студентски домови и кои минуваа низ бројни непријатности. И практично ова ќе биде задоволување на уште едно нивно барање на студентите во студентските домови. Проектот ќе се спроведува преку Министерството за образование и наука, а почетокот на реализација ќе биде од јануари 2017 година, а до тогаш ќе се одвиваат подготвителните активности, односно процедурите за набавка на ова опрема, односно на овие машини. Да подсетам дека во насока на заштита на студентскиот стандард ќе продолжиме со реализација и на објавата за градба на 3 нови студентски домови во Македонија. 2 од нив ќе бидат изградени во Скопје и нов студентски дом ќе добие и Тетово.